Топ тема, добро вечер. Рамката утврдена, британските заеми чекаат зрели македонски проекти. Дали каматите ќе останат тајна? Колку на крајот ќе ги чини граѓаните заемот од британската агенција? Транспарентни, конкурентни тендери или многу нови репризи на специјални закони? И конечно, кога Штипјани ќе добијат клинички центар, а македонските граѓани и стопанство брза пруга. Во топ тема вечерва интервју со вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски. Добро вечер и добре дојдовте. Добро вечер, благодарам на поканата и поздрав на сите што не гледат. Ако се реферирам на договорот влада со влада, да не ја сгрешив најавата да не требаше да го најавам подпредседателот на Македонија. Го видов тој коментар од опозицијата. Мислам дека се работи за едно сериозно непознавање на правниот систем во Обединетото кралство. Договорите се подпишани на македонски и на англиски јазик и јасно пишува во членот 8 од договорот дека имаат еднаква важност на двата јазици. Ако читате македонскиот договор, тоа пишува заменик председател на влада, што кај нас така тоа се вика. Ако читате англискиот, пишува vice president, а имајќи предвид дека реферира на државата, во англиското право и во англискиот систем не постои разлика помеѓу председател и влада, затоа што нели таму шеф на државата е во случајов кралот, односно монархијата. Но ова се, мислам дека прекомплицирани работи и за да ги објаснуваме за јавноста и затоа за да тебе нека остане во делот од фолклорот, инаку не и само за долга фолклор. би била дебатата дали е vice president of the Republic of North направивме, ние Macedonia. отидовме и чекор напред. Пријателите од Велика Британија се многу разбрани и преку дипломатска нота тие ќе дадат објаснувачко писмо во кое се на тоа тврди како дека тие го гледаат политичкиот систем, така што еве и оваа забелешка е одстранета. А за поинтересните детали, доколку ги имате и ни ги предучите вечерва, по првата пауза за реклама. Со задоволство. Господине Николовски, рамката ја имаме, тоа се максимум 5 милиарди, колку и што според индикативната листа за сите земји во светот која е јавно објавена на UK Finance, Македонија може да се задолжи. Ке чекаме ли сега зрели проекти за да ги обелодените и останатите услови? Па јас себе можам прв пат вечерва во јавност да дадам еден календар, ако ми дадете 2-3 минути, како би одела целата постапка за иницијалните, за првите проекти. Договорот беше ратификуван, очекувам деновиве да излезе во службен весник. Врз основа на тоа, следниот вторник, значи за една недела од денес, владата ќе формира координативно тело за реализација на договорот помеѓу Македонија и Велика Британија. И очекувам до вторник да сме спремни со првиот иницијален проект, а тоа е пругата, еве, наједноставно да ја крстиме, брзата пруга од Гевгелија до Табановце. Врз основа на тоа наше писмо, кое што ние заедно со македонски железници треба да го, кога велам ние, мислам на Министерството за транспорт, треба да го ставиме до влада. Владата треба да го задолжи Министерството за финансии да обезбеди финансирање за проектот. Следниот чекор би било Министерството за финансии еден транспарентен, конкурентен диалог да испрати барања за финансирање до сите релевантни меѓународни финансиски институции и тие да се надпреваруваат помеѓу себе која ќе понуди најдобри услови за финансирање. Ние мислиме дека тие Велика Британија, дај Боже да се појави некој друг кој што ќе понуди подобро и поинакво финансирање. Откако тоа ќе се заврши, теоретски доколку е тоа Велика Британија, доколку не ќе има со друг проект во Велика Британија, после тоа се одбира Велика Британија како финансиер на проектот и влегуваме во реализација на проектот на начин што наједноставно, за да не оптеретувам јавноста, ќе одиме кон избор на изведувач преку нашиот закон за јавни набавки, кој што јасно ја предвидува процедурата како се избира изведувач за вака големи проекти. Тоа не е ни договор во 4 очи, но тоа не е ни класичен тендер на кој што може било кој да се пријави, мора да се постават јасни критериуми кој може да се пријави, затоа што мора проектот да биде завршен и мора да сме сериозни, да не ни се случи Охрид Кичево или нешто слично.
Што значи дека наједноставно за јавноста, иако стручно не е тоа соодветен термин, ќе има конкурентен диалог со компании кои што ги исполнуваат условите. Значи, тие поставиме соодветни критериуми, на пример, да има најмалце 15% банкарска гаранција од скупната вредност на проектот кој што треба да се реализира. Стандардните услови, но она што ме збуни малку, велите ќе одиме на транспарентен процес и тоа значи дека може би нема и да биде UK Finance. Што значи? Тоа значи дека ако теоретски... Бидејќи, се извинувам, за да не се збуниме, односно, бидејќи, барем што се однесува до британците, кај нив е се јавно, Точно. Па начинот на можно финансирање може да се види низ неколку варијанти на договори. Едниот е Бехтел и НК во Србија, другите два поголеми проекти, например, кои што и по сума се значајни, се однесуваат на финансирање исто така на брзи железници во Турција. Таму постапката е следна. Ресорното министерство, заедно со Министерството за финансии, како што е и според нашиот закон, си бираат банка агент. Така ќе биде кај нас? Не, малце поразлично. Си бираат банка агент, потоа таа банка ги користи гаранциите од UK Finance и така натаму во тие договори се имплементира и таа британска компонента. Ја објаснам разликата и во финансискиот дел и во политичкиот дел со двата примери кои што ги споменавте. Во финансискиот дел нашата интенција е да се обратиме до топ А класа на светски финансиски институции. Штука влегуваат, да наброиме. Европска банка за обнова и развој, Европска инвестицијска банка, Светска банка и така натака, да не ја оптеретуваме јавноста. Додека во случајот со Србија и со Турција се имаат обратено само до британски финансиски институции, подоцна ќе објаснам зошто. Ние, според тоа што го знаеме, затоа што процесов не е од вчера, ја кажав дека ова го преговараме од опозиција, очекуваме дека финансиските услови на Велика Британија ќе се убедливо најдобри. Но дај Боже да не изненади некој и да понуди подобри финансиски услови. Например, не сакам бројкиве да бидат запишани во камен, ова е поеќе теоретски. Ако Велика Британија понуди дека може да финансира 95% од сумата по камата од XY, а се појави друга држава која што е спремна да финансира 100% од сумата по пониска камата од XY, секако дека ќе избереме другата варијанта. Клучната разлика помеѓу српскиот и турскиот пример е политичката разлика помеѓу тие договори и овие договори. Тоа се класични комерцијални договори кои што ги следи финансирање со градба. Во нашиот случај, имајќи предвид дека ние имаме политички договор, едниот подпишан, другиот на пат да се подпише, целата ситуација се менува, што на крајот ќе не донесе во ситуација, јас гарантирам за ова, не сме таму, ама ќе бидеме таму за месец и пол до два, ќе ме поканите, ќе споредиме, да ние имаме далеку подобри финансиски услови и од Србија и од Турција за реализација на проектите, односно најнародски кажано, каматите да бидат многу пониски за Македонија, споредено со Србија и со Турција, затоа што ваков договор како што ние подпишавме со Велика Британија, тие немаат подпишано. Ова е прв договор кој што Велика Британија го подпишува со било кого во регионот на Југоисточна Европа. Овој договор влада со влада и по дефиницијата на тој договор, исто така објавена на официјален сајт на британското Министерство за развој, со практично министерството каде што и го подпишавте договорот, стои, цитирам: договорите влада со влада се формални аранжмани според кои владата на Велика Британија се согласува да ја обезбеди на друга влада пристап до искуството од Велика Британија. Ова може да биде за специфични проекти или програми што носат економска придобивка за Велика Британија. Ги поддржуваме бизнисите во Велика Британија да добијат извоз на нови и непознати пазари преку развивање комерцијални партнерства, преку соработка меѓу владите, затворен цитат. Како во такви услови? Условот минимум 20% британска компонента или повеќе е услов без кој што не се може, така? Точно. Има разлика, едниот е 20% и другиот е 30%, и тоа е најдобар исто така што можете да го најдете на пазарот. Еве само за споредба, автопатот Охрид-Кичево, кој што го гради кинески Синок Хидро, условот е најмалце 51%
од вкупната работа да изработат кинески компании и кинески работници, односно работници донесени од надвор. Велика Британија тука е многу понерестриктивна, односно тие велат до 20% британски компании да работат, значи компании регистрирани во Велика Британија. Во делот на работници воопшто нема никаква врска, значи може да е компанијата регистрирана во Велика Британија и сите работници да се од Македонија и да има до 30% британска компонента, што значи дека тоа што ќе се вградува до 30% да е произведено во Велика Британија. Имајќи предвид дека, еве за пругата ако зборуваме, модерните пруги користат софистицирани системи за сигнализација. Да поедноставам, тоа се системи кои што практично возовите ги носат на автопилот, самите возат, самите прикочуваат, самите забрзуваат, тоа се системи кои што за жал ние не ги произведуваме. Најверојатно тоа ќе е британската компонента во изградбата на железницата. Британската компонента, ако се гледа турскиот пример, може да биде широк. Од самите пруги, извоз на челик. Теоретски јас кажувам што е најверојатно. Електроника, сигнализација и така натаму, се што може. Прашањето е како, бидејќи, ако останувате на проекцијата за 1,7 милиарди, за тие пари, за толкав кредит кои да се јави, ќе бидат потребни гаранции. Апсолутно. Македонија не може да ги зема тие гаранции, за да успее да го добие кредитот на финансиски пазар, ќе мора да ги користи, би морала да ги користи гаранциите на UK Finance, односно тоа што вие го велите, кредитниот рейтинг на UK Finance. Сега, како ќе се осигура како ќе се спојат овие два колосека? Интенцијата на владата тоа да биде транспарентен процес, да се понуди на други и стриктните услови кои што се наведени. Многу едноставно. Доколку добиеме, како што кажав, најевтино финансирање од Велика Британија, секако дека тоа финансирање е условено со овие работи кои што вие многу прецизно ги кажавте. И после тоа, при изборот на изведувач, нормално дека овие работи ќе бидат услов, во суштина да изведувачот треба да ги исполни. Ќе објаснам зошто. Клучниот проблем за Македонија во моментов е дека не може на пазарот на финансии да обезбеди повеќе од 350 милиони евра за проект. Значи, максимум што ние можеме да го обезбедиме во оваа состојба во која што сме е 350 милиони евра. Тој максимум досега е обезбеден само еднаш за коридорот 8 исто така на железницата и тоа е синдициран кредит од две банки. Европската банка за обнова и развој и Европската инвестициска банка, двете по 175 милиони евра. Што значи дека Македонија што и да прави, над 350 милиони евра не може да оди заради бројот на население, перформансите на економија и така натака. Овдека што се случува? Велика Британија вели: повелете не само да го користите нашиот кредитен рейтинг, затоа што тие имаат АА кредитен рейтинг, а ние имаме или ББ минус или ББ плюс, зависи кој мери. Ова на луѓево што не гледам не значи ништо, но народски да им преведам, тоа би било отприлика вака. Ако некој оди во банка и да земе кредит за стан, треба да стави или хипотека или да има со себе жирант. Доколку жирантот кој што оди со него е многу побогат од него, има многу повеќе имот, тогаш банката ќе му даде кредит со многу пониска каматна стапка, отколку ако настапи човекот сам. Совршен е овој термин со жирантот и сега. Сега. Македонија како држава излегува на пазар и вика: ние сакаме да градиме железница. И од што ќе почне? Прво немаме физибилити студија. Имам. Физибилити има. Добро, да не се. И вика, на нас ни требаат толку пари, ние доаѓаме, бараме пари со жирантот од Британија. Но, жирантот од Британија вели: за да ги добиете тие 1,7 милиарди, вие најмалку, бидејќи се комбинација од два инструменти, 30 плюс 20, па колку ќе бидат, најмалку, еве да кажеме, мора да имате 30% британска компонента. Во која фаза од процесот, еве, како министер, во која фаза од процесот ќе мора да стои она? Изведувачот, или форма од тоа, изведувачот е должен да исполни дека толку и толку пост од
проектот ќе биде британска компонента, а јасно е наведено што е британска компонента. Британска компонента може да бидат материјали, извоз, купување и ноу-хау. Така. Значи, она што е многу битно да го разбере јавноста е дека финансирањето не е условено. Односно, во делот на финансирање, како што кажав, ние ќе се обратиме до сите најголеми меѓународни институции. Поддршката е условена. Не, ќе стигнам до тоа. Жирантот е условен. И согласно нашето законодавство, тоа финансирање кое што теоретски би го добиле, не смее да е условено со ништо. И нема да е условено со ништо, иначе нема да се реализира. Сега, одиме под предпоставка дека најдобар кредит ќе добиеме од институција банкарска или било каква од Велика Британија. JP Morgan. Доколку било која, еве, да не листирам. Таа ги прави сите договори во Србија и во Турција на вакви големи. Доколку одиме со таква институција, во тој случај ние би се обврзале во моментот кога ќе бираме изведувача, ама внимавајте, финансирањето е завршено, договорот за кредит е поминат во закон, тоа е повеќе джентълменски договор. И затоа велам дека има голема разлика помеѓу нас, Србија и Турција. Таму ова што го вие многу прецизно кажувате е обврска, кај нас е джентълменски договор заради договорот кој што го подпишавме. Ако го прочитате договорот и многу јасно го прочитате членот 3 за програмско финансирање, само последниот пасус ќе го прочитам, тој дава одговор на се, вели потенцијалната подршка од инструментот на Обединетото кралство за финансирање на извозот ЮКЕФ ќе зависи од кумулативната сума на изложеност на кредитниот ризик на ЮКЕФ за проекти во Република Северна Македонија, која не смее да надмине тековно ограничување од 5 милиарди британски фунти толку. Никакво друго условување не е ставено овдека, а вие многу прецизно кажавте дека максимум Македонија што може да се заложи е 5 милиарди фунти и тука даваме одговор и на одредени, јас би рекол, реално загрижени гласови, кои што велат што би се случило дали Македонија премногу ќе се задолжи. Не може. Србија, например, пред да го подпише идентичен меморандум, нов меморандум во април подпиша Синиша Мали подпиша. Синиша Мали подпиша на 2 април и ако сега се погледне лимитот на Србија, тоа е 4 милиарди, затоа што Србија претходно за коридорот мора возеде 400 милиони. Албанија исто има подпишано меморандум за хидроцентралата, иако го гради британска компанија, сепак не го зеде кредит. Само една реченица овде, за да го разбиеме стравот кој што се создава кај граѓаните. Нема Велика Британија нас да ни дозволи ние да се презадолжиме и да не можеме да ги враќаме врските. Има разлика помеѓу грант и кредит по мојата филозофија. Грант е секојаш подарок и тоа е тоа. Решиле дека нешто треба ви подарат и тоа е тоа. Има и овде грант, ќе зборуваме. Кога добивате кредит, тоа помеѓу другото е и доверба на другата страна. Значи, другата страна има доверба во вас како држава дека вие имате перформанс и дека ќе се развивате соодветно да може да го враќате тој кредит. Што за мене е многу значајно. Тоа значи дека Велика Британија препознала дека Македонија може да се развива со темпо кое што може да издржи 5 милиарди фунти, доколку одиме со сите 5 милиарди фунти, потенцијално задолжување. Ние во моментов нема да одиме со повеќе од 2 вкупно, затоа што и ние си правиме своји проекции како би се одвивала целата работа, но секако во годините кои што се пред нас би ги користели и останатите 3 милиарди фунти за други проекти. Веќе нели и премиерот го спомна проектот Чебрен и Галиште. Така што тоа што финансиските експерти на Велика Британија пресметале за нас и ни дале ваква доверба, за мене е многу значајно и како што кажавте и од поголеми држави од нас добиваме поголема рамка ако сме помали, затоа што тоа е нивната математика. Тоа е математиката и за голем дел од земјите членки на Европската Унија, како земји споредувано со земјите кандидати од старт, само Босна има помала можност за задолжување и Косово. Но освен довербата, има нешто што се нарекува и премија или провизија за услуги. UK Finance важи за една од ваквиот тип на државни банки или агенции со невисока премија која што се изнесува некаде од 5 до 7%. Колку ќе биде премијата? Прво ќе ви одговорам директно, а после малце и сакам да објаснам за премијата. Нашето барање за финансирање
ќе биде да добиеме финансирање со единствен трошок. Да поедноставам повторно. Кога сега Македонија или било која држава зема кредит, таму вели Еурибор плюс, например, 1, ама после имате уште 5-6 ставки со ситни букви напишани, класично банкарски, каде што вели плюс ова, плюс она и така натаму. Сега, нашето барање ќе биде да ние добиеме единствена цена на чинење на средствата кои што ќе бидат повлечени без тие ситните букви, малце поедноставувам да не сватат гледањето. Како ќе избегнеме премијата, бидејќи премијата е исто нешто што не се без што не се може. Ќе избегнеме на начин што тоа ќе се обврска на финансиската институција која што ќе понуди финансирање да си го вкалкулира во сопственото финансирање. И кога ние ќе добиеме, не сакам да карикирам со бројки, не бидам погрешно сватен. Тоа ќе му дојде дека премијата која што ако изнесува 7% например, например за кредитот околу 400 милиарди, колку би дошло 400 милиони би дошло околу 28 милиони. Јас не би одел ставки математики. Би се пресметала во висината на кредит. Математики, јас би одел со следното, а тоа е доколку ние повлечеме одредени средства, во случајов еве до 2 милиарди, и доколку ние добиеме камата, нема да е толку, ама наједноставно е за математика, 10%, ние знаеме дека 10% ни е каматата и на тоа нема да имаме ништо плюс. Односно, кој ќе се направи годишниот план за плаќање, точно ќе се знае колку се плаќа, а не да има уште 5 ставки, уште ова, уште она, како што спомнувате. Сега вториот дел. Но тоа значи дека во тој случај, а така е, дека може да се толкува и поинаку, дека премиумот ќе биде вграден во вкупната сума, што повторно значи дека ние не сме го избегнале премиум. Видете, нас нема... Односно во тој случај, да речеме, ајде, на помала сума 5%, тие 5% ќе бидат вкалкулирани во вкупната сума на заемот, на комерцијалниот заем што ќе го добиеме, и значи дека за толку пари ќе се намали заем. Има и таква толкува. Не. Туку, тоа што ние ќе обараме е да ги избегнеме овие работи. Еве ќе ви кажам пример. Ние имаме кредит сега, активни кредити со ЕБОР. Да не ми се налутат, добра соработка имам. И вие која ќе прашате од Европска банка за обнова и развој, колку е кредитот, тие ви велат 15 години со 3 години грейс период и каматната стапка е Еурибор плюс 1. Но не ви кажуваат дека во истиот документ пишува дека при повлекувањето треба да платите најмалце 1% на вкупната сума, дека секоја година треба да платите commitment fee, како и да официјално се преведува на македонски, од 1,25% на целата сума, дека на неповлечените средства не можете наеднаш да ги повлечите сите средства од истата едноставна причина што не можете сите наеднаш да ги пласирате, плаќате 0,85% и вие кога ќе соберете сите овие проценти, не е каматата Еурибор плюс 1, што значи дека свесно банкарите прават манипулации за тој производ полесно да се продаде во јавност. Ние велиме, дајте да сме транспарентни пред луѓето и да кажеме целосен трошок. А дали банката која ќе даде целосен трошок, гаранциите, фи, како и да ги викаат, ќе ги плати таа, ќе ги добија како донација, нема да ги плати, нас не интересира, дајте да добиеме целосна каматна стапка. Она во што сум убеден, затоа што, пак ќе кажам, ние ова долго го работиме, е дека ќе добиеме најдобра каматна стапка која што Македонија било која ја видела. Знаете ли во моментот, бидејќи ако велите, да бидам допрецизен, во вторник одите со првиот иницијален проект, тоа е железница, тогаш веројатно знаете дел и од условите. Колку би била каматната стапка, бидејќи да видиме што ќе понудат. Јас сега имам само прелиминарни информации, еве тој збор да го употребам. Да видиме што ќе понудат, но тоа што можам со сигурност да кажам дека ќе имаме најдолга рочност на враќање било кога видена во Македонија, најдолг грейс период и најдобра каматна стапка. Во зависност од кредитната линија, со која вид на кредитна линија се оди, дали ќе има и директен заем до Британија или кој ќе биде комбинација со комерцијален заем, рочноста на враќање е од 15 до
22 години, но главно е на 15 години. Во делот на соките вели дека секое одобрување на враќање на кредитот поголемо од 15% подлежи на посебни преговори. Знаете зашто ве прашав? Затоа што дотаму оди нивната транспарентност, што можете слободно да влезете на страната на UK Finance и барате, тоа веќе под договор со влада е поинаку. Меѓутоа може да пресметате од прилика каде сме сместени. Премиумот кој што е наплатен во Србија и во Црна Гора, и тоа е пак резултат на транспарентноста на британците, нема ниту еден друг податок. Каматна стапка, Еурибор, проценти, точки, запирки и во сите договори, освен премиумот на UK Finance. Во случајот на Србија е 7,3%, бидејќи 31 милион е наплатена премија за кредит од 430 милиони. А кај Турција е некаде, бидејќи е огромен, паднат една од ретките земји со премија од 4,5%. Кај нас е нула, затоа што нашиот услов ќе биде, доколку добиеме таква понуда, доколку не мора и да ги земеме средствата. Тоа нема ни да градиме? Не, ќе градиме. Нашиот услов ќе биде да нема вакви дополнителни трошоци, односно да добиеме целосна вредност на средствата. Еве за Србија да ви кажам еден пример и веројатно од ова што кажувам ќе добие чувство јавноста каде се движиме. Не го споменувајте името на фирмата, бидејќи ако споменете името на фирмата, а тоа е Бехтел и Енка, тога се отвара другата дилема за директни преговори, специјални договори и така натаму. Она што можам да го кажам е дека дефинитивно ќе е над 15 години и можам да кажам дека ќе е многу поатрактивно од она што го има Србија. Например, Србија сега гради автопат, наједноставно кажано Белград-Сараево, со каматна стапка Еурибор плюс 3,5%. Ние таква каматна стапка нема да имаме, ќе имаме доста пониска. Добро, рековте дека ќе биде поевтино од унгарскиот. Тоа би значило? Различен е. Различен е, но го посочивте процентот. Унгарскиот е кредит кој што е за поддршка на буџетот, така се дефинираат се, наједноставно кажано, и е со фиксна каматна стапка затоа што е така дизајниран. Така, например, одат и евроврзниците. Например, претходнава влада, 23-та година, зела 500 милиони евро врзница, доспева 27-ма, за само 4 години со 7%. Така што ти ми е многу драго да се спротиставиме со дел од нив во собрание, кој ќе разговараме за условите. Условите, кога ќе ги имаме законите за задолжување. Точно. Така што унгарскиот кредит е таков. Значи, тука се повлекува 1 милиарда за поддршка на буџетот. Претходнава влада зела со 7%, ние земавме со 3,25%, што значи повеќе од дупло поевтино. Кредитите кои што се за проектно финансирање секогаш се флуктуирачки, односно се врзуваат со Еурибор. Што е Еурибор? Тоа е референтната каматна стапка, која што Европската Унија ја определува како гаранција дека нема еврозоната да оди во дефлација или нема да оди во сериозна инфлација, односно начинот на кој што се штити еврото. Таа е одредена од страна на Европската Унија на секој месец 6 или 12 се менува, зависи што земате како индикатор, и секогаш каматата е над тоа. Например, еве кажав во ЕБОР дека каматната стапка е Еурибор плюс 1, ама има уште 5-6 други точки кои што не ги калкулираат директно. Значи, во овој момент, сепак до првите проекти и до подпишувањето на првиот договор, конкретните услови ќе останат да бидат познати само за вас како директен Мислам дека преговарач. најдалеку отидовме денеска во интерес на јавноста, а секако дека како ќе доаѓаат другите информации ќе ги споделуваме. Ајде малку поконкретно и за двата проекти. Прв проект е железницата. Рековте веќе има физибилити студија. Кога ја направивте, бидејќи според во акцијскиот план во индикативниот план за проекти, усвоен во август од владата во собранието, а во септември од владата во август, а ратификуван во декември, овој проект за реконструкција таму се вели на
коридорот 10 е означен со единица. Значи, треба да се почне со feasibility студија, значи што сакаме да направиме, и она студија за влијание врз животот. Точно затоа што е различно, и ова е една од основните причини зашто ние решивме овој проект да го градиме вака, а не преку планот за раст. Имено, таму нашата цел и погледите на Европската комисија рекол не се согласуваат заради финансиската компонента. Имено, Европската комисија вели, дајте да го поделиме коридорот од Гевгелија до Табановце на 11 делови. Тие 11 делови да видиме во кој треба мост да се реконструира, во кој треба да се подобри пругата и така натака. Да го донесеме до 80 км на час, карго 100 км патнички, и така да ја завршиме работата, но ние не сме спремни да ви ги финансираме сите 11, туку да направиме приоритизирање кои од овие 11 сегменти вас ви се битни, и за тоа вкупно да потрошиме 200 милиони евра, од кои што би биле од планот за раст. Дополнително со 85 за мостовите. Така стоеше. 285. Ама тоа ако гледате само мостовите, точно. Да. Сега, јас зошто мислам дека овој пристап не е доволно добар, е затоа што вие или имате пруга каква што треба, или немате пруга каква што треба. Не сакав да се доведеме во ситуација да ние реконструираме стени 10 години. И онака е паднат сообраќајот. Доколку влезевме во таква работа, целосно ќе го изгубевме сообраќајот. Бугарија ќе ни беше најблагодарна, затоа што робата и од Атина и од Солун ќе си одеше преку Бугарија, затоа што никој нема ви вози ако вие работите во моментот на терен. И што одлучивме? Одлучивме да одиме на класична двоколосечна пруга, тоа е исто голема разлика со ова што го има во планот за раст, таму е едноколосечна пруга. Чекате, значи вие реконструкцијата на пругата и реконструкцијата на мостовите повеќе нема да бидат дел од планот за раст. Тие беа во планот за раст ставени од претходната влада. Па 90% од проектите нели го наследивме, мораше да се усвои до јули минатата година, ние бевме избрани на крајот на јуни. Тоа бевме таму е и некако се поклопуваат работите, па да видиме што како е. Свршен чин бевме донесени лани, тоа е тоа. Таму е и Штипската болница исто. Значи, пругата нема да се гради според пари за пругата од планот за раст нема да се користат, тоа го заклучив. Како ќе се гради и како ќе изгледа тогаш пругата, бидејќи имаше и нејасноти околу трасите кај би се движели. Нашиот предлог до Европската комисија, имајќи предвид дека ние сакаме подеднакво да ги развиваме двата коридори, и 10 и 8, а очигледно е заинтересираноста кај Европската комисија за железница, а не за патишта, или многу поголема е за железница, помала за патишта. Нашиот предлог е западното крило на коридор 8, кое што сега моментов постои, но е во очајна состојба, а тоа е Скопје, Тетово, Гостивар, Кичево, да влезе во планот за раст и тоа да е нешто што би го финансирале преку планот за раст. А ќе ни остане после делот од Кичево до граница, бидејќи тоа е предвидено, ама не беа обезбедени пари. И до Охрид има два моменти. Првиот е да постигнеме јасен договор со Албанија дека и тие ќе градат на нивната страна, и затоа секако дека ќе седнеме и ќе разговараме. И второто, да ги затвориме дискусиите со УНЕСКО што можеме, а што не можеме во заштитеното подрачје. И тоа да го кажам, на 24 јуни јас се бидам во Париз на средба, меѓу другото, и во УНЕСКО, каде што ќе ги затвориме и овие теми, за и таа тема да биде целосно затворена, да имаме јасни насоки што и ако е да, каде и како можеме да развиваме. Да се вратиме на пругата со коридор 10, како би изгледала трасата? Трасата наједноставно за луѓето, иако нема да е вака едноставно, тја следи постојната траса, но нема да е во иста должина како постојната траса, тја е пократка затоа што тја е доста поправа. Поедноставно тоа не можам да објаснам. Тја е двоколосечна, односно ќе има две линии за да можат возови да се разминуваат по неа. Нашата цел е да прво се изгради едната траса која што воопшто нема да зафаќа на постојната пруга, со цел додека се гради првата траса, да се одвива сообраќајот по постојнава каква таква пруга ја имаме. Кога ќе се заврши првата траса, да се префрли сообраќајот по нова
модерна пруга над првата траса и да се изгради втората траса која што ќе зафаќа најголем дел од постојанава траса. Што покажува студијата, колку би чинел? Имаме и тука еден голем предизвик. Не сакам да кажам сува бројка, сакам да дадам вовед, а големиот предизвик е искуствава кои што ги имаме, спомнавте Бехтел Ленка, јас ќе спомнам и Охрид Кичево, каде што некако проективе ни се бунар без дно. Затоа решивме да одиме со треба финалната одлука да се донесе. Видете, тоа е малку и наша вина, не се криви кинезите ако ние сме им дале погрешен проект. Јас не реков кој е крив, кажувам на што сме дошли, иначе проектот е погрешен, се слагам со вас, ама за Охрид Кичево ќе зборувам кога ќе го завршиме. Затоа и сега ве прашувам кој е проектот, бидејќи Одам на тоа. Значи, нашата одлука сега моментов се движи помеѓу сребрен и златен фидик, тоа на луѓето не им значи ништо, ама да го поедноставам, нашата одлука е проектирањето и изведбата да се споени во едно, тоа да го прави еден изведувач, да има предпоставена цена на чинење, да има долна цена, под која што не може да се оди како заштита за изведувачот, и да има горна цена над која што не може да се оди како заштита за државата, а принципот на работа да е така наречен отворена книга, што значи дека за секој трошок кој што ќе го прави изведувачот, а не е примарно негов, да има увид државата и да мора да има повеќе од еден понудувач за секоја набавка која што ќе се прави. Што значи дека теоретски, ова е теоретски што ќе го кажам сега, ако е проценета вредност 1.700.000, да имаме долна вредност, да речеме, од 1.500.000 или 600 и да имаме горна вредност од 1.800.000 или 1.900.000 и да ја знаеме рамката во која што се движиме, за да не ни се случи како што се случува со другите проекти, каде што е голема веројатноста дупло да оди. Еве, за пругата кон Бугарија ќе ви кажам. Не се ли тие многу пари? Бидејќи договорот кој што го потпишува Турција, и тоа е досега рекордниот договор кој што го има UK Finance подпишано за еден инфраструктурен проект, е токму 1,7 милиарди, но за 503 километри брза електрифицирана пруга во Турција. Го знам проектот и сум го студирал, тоа е 503, на тоа има некаде уште 80 на километри поврзување со градовите. Вкупна вредност толку имаат повлечено од ЮКЕФ, иначе имаат и собствено финансирање. Вкупна вредност е 2,7 милиарди евра, но разликата е дека овдека се работи за така наречен Brownfield проект, или да поедноставам. Постоеле претходни изведувачи кои што имаат завршено дел од проектот, го завршиле како што го завршиле, и сега новиот изведувач не го презема проектот од нула, туку го презема од каде што е стигнат. Или да преведам, ако ние решиме да имаме и ние таков случај на кај Прилеп патот. Почнато не завршено 3 пати. Или еве да ви кажам втор пример. И ваков ќе биде примерот и со болницата. Да. Пругата кон Бугарија, првата фаза која што ја пуштивме, проценета вредност била 40 милиони евра, заврши на 78 затоа што изведувачот Срабак не беше изведувачот кој што првично бил избран. Така што тоа е за проектот во Турција. Вториот проект би требало да биде Штипската болница и тука ќе го тестираме вториот начин на како ќе одат работите со британското финансирање, бидејќи тоа е довршување на почнати проекти. Некаде 35% е изградено од болницата во Штип. Ако ги гледаме тендерите за колку беше проценета, фалат некаде околу 35 милиони, во планот за раст е пишано 51 милион. Колку пари вие ќе бере? Таму зборуваме за пакет на проекти. Во делот на Штип се 3 проекти. Тоа е довршување на клиничката болница, но исто така изградба на нов медицински факултет и изградба на студентски дом, и трите се со се опремување. На тоа додаваме целосна реконструкција на клиничката болница во Тетово и изградба на целосно нова болница во Кичево заедно со целосно нов здравствен дом. Сите 5 или 6 проекти, зависи како ги броите во Кичево, индикативна вредност, затоа што се добива целосна сума, all-in pricing има, е некаде околу 190 милиони евра за сите заедно. Тоа е тоа што ние го имаме како индикативна цена која што ја гледаме сега. Која ќе е финалната понуда, ќе видиме.
тука одиме со уште една пауза за реклама. Морам да кажам и за гледачите дека ова предходно снимено интервју, малку сме ограничени со времето и затоа ќе преминеме и на останатите теми, но сосема накратко да заокружиме. Рековте, динамиката почнува во вторник, да не се оптоваруваме со сите тие фази, кога конечно ќе можеме да ја потврдиме еве што велите вашата транспарентност и кога реално очекувате за најголемиот, за првите два проекти да ги видиме првите закони за задолжување, да поедноставам, во собрание. Не подоцна од 1 август. Не подоцна од 1 август, што предпоставува почеток на динамика за работа за железници од кога? Железница да имаме први истражување на терен октомври, а прво поставување на пруга следна пролет. Кога сме кај железници, доколку се држиме до планот за раст, јуни месец е почеток на стратегијата за реструктурирање на железници. Ќе се спроведе ли што и накратко што предвидува, бидејќи не е достапна за жал за јавност? Ќе пробам да објаснам на јавноста. Донесовме за двете предпријатија во ужасна состојба беа. Плата не можеа да поделат лани кога бевме избрани. Сега во тој дел се стабилизирани, приходите растат, трошоците се намалуваат. Најголем дел на трошоците беа поврзани со електрична енергија, затоа што така возат локомотивите. Како биле правени набавките за електрична енергија, има истражни органи, не е моја работа да коментирам. Тука имаме сериозно намалување на трошоците, има рационализација во делот на вработени и целта е двете железнички предпријатија, и тоа е барањето на Европската комисија, веќе да не создаваат долгови. Тие се свесни дека старите долгови мораме да ги... Тоа што успеавте како нова влада да го направите, што го додадовте од 2027 година да бидат на нула, но да не им се сметаат досега акумулираните загуби. Реструктурирањето ќе предпоставува и како ќе се од тарасите, односно од тарасима како држава од тие загуби. Тоа е вториот дел, кога ќе почнат да прават приход, а јас очекувам од 27 да прават приход, затоа што еве годинава, на пример, очекувам двете заедно да се некаде 12 милиони плюс. Ама тоа што имат големи долгови, нема во биланс да изгледа така. Од 27 веќе очекувам сериозно да бидат реструктурирани долговите. Нема да одите на... тоа е само преку заработка или во игра и српската варијанта, формира и ново предпријатие, на старото оставимо ги долговите и готово? Не сериозно. Затоа што таму има... прво има долгови према меѓународни банки, према ЕБОР има, петти пат ги спомнувам. Има према институции, према фирми, не честно. Бидејќи со ова се држите до агендата за планот за раст, овој проект со реструктурирање на железниците почнува со еден прв чекор. Тој прв чекор вели избор на ново раководство согласно новите критериуми од изменетиот закон за трговски друштва, кои што се случија во декември. Ке има избор на ново раководство на железници? Веќе има избор на управен одбор и на надзорен одбор во двете предпријатија согласно на законот. Денеска на седница на влада по еден член поминавме. Во однос на директорите, тоа ќе е избор на управниот и надзорниот одбор. Ако сакате моје мислење да чуе јавноста, мислам дека двајцата одлично е работат. Да, мора да поминат формално низ нова постапка. Се слагам, но која што подразбира овој пат оглас. Мора да им се признае и на Ивановски и на Кошутич дека влегува во двете најтешки за водење јавни предпријатија во држава. Можеби Македонија пате третото во истата класа. Не негирам, зборувам дека ако се воспоставени принципи се бираат во нова транспарентна отворена постапка, треба да се испочитуваат. Но честно и да кажам што мислам за нив. Да, во ред. Вице-премиере, за крај, што се случи со инспекциите и со одземените лиценци после трагедијата во Кочани? Некако се има впечаток дека премногу нерегуларности се открија, а како да се случи секој чудо за 3 дена. Не е така, го детектирав втората слабост на системот. Имено, ние одзедовме 489 лиценци, но таму вели дека тие финално се одземаат, односно се враќаат во Министерството, кога управниот суд ќе донесе одлука. И сега засуствува Македонија, сум зборувал, да не зборувам. Што се случува во меѓувреме? Промени 8 закони, односно парламентот ги промени, јас ги предложив, со кои што веќе оваа одредба ја нема и ајде да не одам со детали затоа што ќе се спремат сите.
За многу брзо од време од сега ќе излеземе со следни податоци, затоа што во моментов се прави проверка и сега кога ќе се одземат лиценците нема да може да се одлага со судски постапки. Сосема кратко, иако темата е голема, спомнавте одите и во ќе имате средба и со УНЕСКО, кога ќе се спомне УНЕСКО, тука се Охридските дивоградби, деновиве имаме и актуализирање на проблемите со Скопските дивоградби. Каде е Министерството во целата? За жал, Министерството нема тука големи ингеренции. За Охрид делумно има, за Скопје нема никакви, затоа што Државниот градежен инспекторат може да работи само каде што има А категории градба. Моje мислење, сум го кажал ова на ЗЕЛС, дел градоначалници се слагаат, дел не, дека треба во тој дел да се откажат градоначалниците од своите надлежности, да формираме силен државен градежен инспекторат и тие надлежности да бидат под Државниот градежен инспекторат, затоа што во средини како нашите, каде што се релативно мали и ограничени, не може вие да очекувате комшијата да ја решава дивоградбата на комшијата. И јас цврсто стојам позади ова и веројатно после локални избори силен политички притисок ќе правам да имаме еден ваков начин на решавање на проблемот. Вице-премиере, ви благодарам што веќе работите во топ тема. Вам почитувани, ви благодарам за вниманието. Останете на тел.